И по 3 месеци откако почина 3-годишната Анета Неджиповска од Прилеп, се уште се непознати причините за незината смрт и нема резултат од обдукцијата. Таа е примена на 7 октомври во Прилепската болница со висока температура и е пуштена потоа на домашно лекување по примена инфузија. Утрината таа починува. Незините родители бараат одговор зошто се уште не е решено овој случај и дали има лекарска грешка. Однесев дома, повраќаше чупево, ми рече ке има повраќање, ќе се прочистува од системот тоа што го јаде од сендвича. Ми даде надеж, значи дека ќе се чисти, ќе има повраќање од системот. Ама таа сабале кога станав, значи ја видев чупево мртва. Ми рекоа за 15 дена дека ќе има извешта од дедукцијата. Еве веќе трет месец ваќа, никаков резултат нема. Ова е само еден од примерите, каде од невладината Рома СОС вела дека се врши дискриминација врз ромите во здравствениот систем и ниту една институција не ги разгледува нивните случаи. Забележуваме дека во јавноста воопшто не се дискутира и воопшто никој не изразува грижа за нивните животи, како тие да не се човечки животи кои што се губат во здравствениот систем, освен по наша реакција, односно по реакција на ромската заедница. Ова е начин на кој што се сегрегираме, се дискриминираме и се изолираме од општествените текови. Во 2013-та, при породување на Фарија Демоска од Прилеп, се јавуваат компликации. Детето е итно пратено во Скопје и починува по 8 дена, а на Салиовска и е извадена матката. Се уште нема одговор од што настанале компликациите. Со вакуум пластичен не можеше. Зеде со вакуум железен, одма чупево ми ја изваде. После чупево, не знам што се случи, одма начи растрчаја, видев растрчаја, заминаја и кога дојде доктору, мудре. Вака, силно, ти рече ја напререче ова бела, друг рече никој, јас реков ја ништо не сум виновна. Во 2012-та Сабина Веселова од Битола починува при породување со царски рез, а обдукцијата покажала дека причина за смртта е недостаток на воздух. За случајот е покренато обвинение. И кога ми кажува мене таму жената ми почина, јас не верувам. Здрава и жива, камен беше. Не знам што се случува и ми кажува дека почина, што не знам уште што се случува во тоа. Уште не знам од зошто. Случајот до денес ми е многу тешко со 3 дечина, расти ги, прави ги, јас татко, јас мајка и тоа така натаму ќе се терат. Од невладината Рома СОС вела дека тие денеска формираат ромски парламент и заклучоците од дебатата ќе бидат пратени до сите надлежни институции.